Добар ден! Ја следите на новата Телма амбуланта. Уринарната инконтиненција, познати како неволно испуштање урина, е непријатен проблем од кој страдаат милиони жени во светот. Ризикот за појава на неможност да се задржи урината е 2 до 3 пати поголем кај жените кои имале вагинално породување во споредба со оние што немаат родено. Дали со годините е нормално да се развие овој проблем? Жените ретко говорат за неволното испуштање урина. Многу почесто молчат поради срам. Сепак, решенија постојат, а ги има неколку. Кои се? Ќе ни појасни професор доктор Васил Илиев, урогинеколог. Разговорот ќе следува веднаш по рекламите, а во текот на емисијата ќе имате можност да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. За уринарната инконтиненција, односно неволното испуштање урина кај жените, денеска разговараме со професор доктор Васил Илиев, субспецијалист урогинеколог во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма. Добар ден и поздрав до вас и до вашите гледачи. Професоре, некои жени имаат проблем со неволно испуштање урина, значи ќе се случи да им капнат неколку капки или пак поголема количина урина при смеење, кашлање, кивање. За каков проблем станува збор? Ќе објасниме све полека. Дали ќе ми дозволите малку само општо за да општи сознанија постојат кои што се логични, ама не ги размислуваме во секојдневниот живот. Сите наши органи што ги имаме во нашето тело функционираат кога се наоѓаат на одредено место и тие се во соработка голема, многу важна за да станеме како организам. Тоа значи дека секој орган треба да има своја позиција за да реализира своја функција. Кога ќе се поремети нешто од тие две сложености што постојат, доаѓа до пореметување на функција што ние го осеќаме како болест, како промена на нешто, како симптом, како знак за некој заболување и така натака. Сега, кога збориме за органот конкретен што ме прашавте, значи мочниот меур треба да има своја функција и своја позиција. Чим изгуби една од тие две, се јавуваат проблеми кои што се многукратни и кои што се многу варијабилни, значи мултиплицирани со многу различни проблематики кои што делуваат. Конкретно прашањето, што значи тоа? Дека нема доволен капацитет, функционалноста да ја реализира во смисол на задржување на мошниот капацитет во моменти кога има притисок, а притисокот настанува кашлање, рековте, кивање, интраабдоминален зголемен притисок, обстипација и така натака, гојазност, обезност кај пациенти, кај жени и така натака. Во тој момент се зголемува притисокот во мочниот меур и недоволната функција на затварачот, тоа е сфинктер се вика, кој што има сложена функција, доведува до тоа да доаѓа до губиток на мала количина на мокрача. Тоа апсолутно значи дека постои заболување на мочниот меур. И тоа апсолутно, као што спомнавте по самата најава, не представува баш никаква нормалност. Тоа е погрешно да се прифати дека треба жена во било која возраст, посебно во постпарталните периоди, кога завршила со породување, кога влага во перименопауза или во постменопауза, да е нормален губитокот на мочниот меур. Ова е еден тип само. Значи не е нормално неволното испуштање урина по неколку капки со текот на годините. Зали е нормално да се подмочува? Бидејќи велат ризик фактор се годините за појава на сето ова и жените го прифаќаат сето тоа како дел од старењето. Да, али тоа значи дека постои заболување во функцијата на одржување на континенција, тоа значи на сувост, значи. Сега мало објаснување, па за функционалниот момент. Овој тип на инконтиненција е еден тип од повеќето типови, но е најчеста и женската популација. Како се нарекува? Стрес инконтиненција на урина. Да. Сега што е важно? Важни се и двата аспекта. Важна е позиција на мочниот меур и важна е функција на мочниот меур. Функцијата ја обавува со тоа што имаме два система невролошки во нашиот организам. Едниот го викаме неволен, симпатикус и парасимпатикус, и ние не го контролираме него. Имаме еден волен што го контролираме и тоа се тие повремени нападствија што се даваат за третман на инконтиненција од типот на стрес инконтиненција да прават Кегелови вежби. Кегеловите вежби се добри за превенција, ама не за третман. Не се во капацитетност можност да го извршат третманската позиција да ја добијат. Втор момент што треба да се има во предвид е позицијата. Многу често пати мочниот меур ја губи својата физиолошка позиција и доаѓа до негово дистално, значи надолно спуштање.
Тоа спуштање го пореметува и функцијата. Зашто? Затоа што со спуштањето се пореметува позициите на доводните системи, кои што се нерви, крвни садови што доведуваат или артерии, крвни садови што одведуваат или вени. И уште има еден лимфатичен систем, што исто така е важен, затоа што многу често пати наоѓаме задебелен мочен меур, значи едематоза со мал оток мочен меур, кој што е поради пореметена лимфна дренажа од пелвичниот, од карличната зона. Зошто доаѓа до ова спуштање на органите? Сега, да. Значи, сите наши органи се на некој начин позиционирани на свое место, со тоа што или лежат на нешто, или се суспендирани на нешто. И сите органи имаат микрофреквенција. Тие мора да бидат слободни, нема фиксен орган, осим коска. Али коските имаат зглобови. И тие не се, кога се спаја со друга пријателка коска, мора да има некој момент кој што ќе прави макар микрофункционална подвижност. Тоа е многу важно за добрата позиција и за добрата функција. Попуштање на ткивни структури кои што одржаваат, што се викаат еластин, колаген, фибрин и така натака, се да не набројувам стручни работи, доведува до слабост на позиционирањето. Мочниот меур е многу специфичен орган, ја тоа стално го потенцирам. Зашто е специфичен? Затоа што има мускулна структура, треба да се полни со урина, со мокрача, ама не да се стегне, да се испразни. Упоредете го со срцето. Срцето е исто мускулен орган. Кој ќе добие мала количина на крв, он одма се стега и преку своите предкомори и комори ја дистендира, односно ја праќа крвта. Ја пумпа. Ја пумпа. А мочниот меур треба еме мускулен орган, да биде резервоар, да се наполни, да има добра комплајнс, се вика, значи да има добра попустливост, и тоа го контролираат сложениот систем кој што ние не го контролираме, нели, аутономиот нервен систем. Тоа е причина за појавата на вториот тип на инконтиненција, кога тој систем ќе се поремети. Тој се пореметува кога се дистендира, кога се поремети позицијата на мочниот меур. Настануваат разни типови нагли на довод на крвта, со крвта доаѓаат исхрана на зидовите на мочниот меур, доаѓа оксиген, кислородот доаѓаат нервните импулси кои што се со секреторни завршетоци и така натака и така. Значи настанува едно пореметување што доведува до аутономниот систем што контролира тој што не го контролираме ние, неговата синхронизација е на плюс и минус, да го така упростам кажувам, да го кажам, се пореметува и тогаш пациентките добива потреба од нагло празнење, кое што не може да го одложи. Ургентна потреба, ургентна потреба, да, ургентна потреба која што мора да се реализира. Ја имам пациентки кои што не можат да излезат од дома додека не отидат еднашка, па дури се вратат да повторат дека треба да отидат од тоалет пред да излезат од дома или на состанок, избегаваат патување подолго или состаноци подолги, токму затоа што имаат страх да не добијат потреба која што не можат да ја одложат и тоаш доаѓа до губиток на мокрача, доаѓа до инконтиненција. Тоа, сега па има вици верза. Тоа се доведува од индиректно празнење, стално празнење непотребно. Кога бешиката, мочниот меур не доживеал свој капацитет, доведува до намалување на неговиот функционален капацитет. И тоа по друга страна ги тера, кога ќе се намали функционално, значи количината на мокрача што може да ја содржи мочниот меур му се намалува, пошто вие стално го празните кога не треба. И потоа со намалела негов капацитет функционален, и почесто да демократ, затоа што тоа е физиолошки станува да демократ. И практично се пореметува комплетно структурата и функцијата на мочниот меур. Значи, пада повторно. Позицијата и функцијата се нераскрливо врзани. А дали генетската предиспозиција има влијание во појавата на овој проблем? Да, ама индиректно, затоа што генетската предиспозиција доведува до квалитетот на структурите што ги набројав: еластин, фибрин, колагенот особено, кај женската популација е поврзан со нивото и типот, не само со нивото, него и со типот на естрогените кои што постојат, пошто постојат најмалку 11, постојат повеќе, ама 11 кои што се важни типови на колаген. Сега е мода, многу и колагени ставаат по фейс... И се пие преку уста колаген. И се пие преку уста, да, ама тој, ајде сега да не навлегувам у таа проблематика, тој што се пие преку уста, од 2 до 5% ако се ресорбира, тоа е бинго. Затоа што треба проаѓа низ средните позиции, не низ црево проаѓа, тоа треба да се ресорбира као колаген, не да се ресорбира као распаднети молекули на аминокиселини во колагенот. Тоа е комерција. Не влагаме у таа тема. Значи, темата има и друга тема, која што ставаат
PRP се вика, кои ставаат обработени тромбоцити од сопствениот организам, значи од сопствената крв ја ставаат со цел да подобрат колагенизација на ова, кој што има привремено. Ја имам пациентки вагинален третман исто така Вагинален PRP третман, да. за подмладување таkozvano. на вагината Да. и на тој начин вела дека ќе се намали и уринарната инконтиненција. Да. Дури и лазерски третмани за подмладување на таа регија, кои што ветуваат решавање на проблемот со неволното испуштање урина, односно со подмочувањето. Так. Ова е идеја која што почна, ја мислам, почна првим Франција, Италија, али ја имав прилика додека работев во Хрватска да го упознам и човекот што донесе новие простори, да го наречам, кој што почна тоа да го прави и во еден личен разговор со него, он века ова е само како века превентива. Терапија многу ретко достигнуваме. А има пациентки кои што доаѓаат после такви третмани, после месец, два веќе ги губат ефектот на третманот. На што е суштината? Да се провоцира, веќе ставите млади форми, да го наречам сега, не знам како да објаснам во поедноставен пример, млади форми на колагенски молекули кои што треба да го прифати организмот и тие да се развијат и да створат нови, значи да се зголеми количината на фиброзно ткиво во Да поттикнат создавање на собствен колаген? на собственост. Така да го подобри тоа и за жал многу често пати пошто веќе наодот е во перименопаузален период најчесто, нели? Многу често пати не доаѓа до тоа затоа што естрогените делуваат преку рецептори. Тоа се стероидни хормони кои мора да имаат рецептори за да има ефект. Ако нема рецептори, колагенот се губи, се распаѓа, се деградира, иде преку мокрач. Значи, главно овој проблем се јавува кај повозрастната Главно популација, по возрастата, но не исклучиво. кои што имаат неколку вагинални поредувања? Дали е тоа ризик фактор? Најчесто да, ама пак е тоа комплексен одговор. Знаете, имаме пациентки кои што имале и по 3 породувања вагинални, ама немаат инконтиненција. А имаме пациентки кои што имаат едно или ниедно, доаѓаат со инконтиненција. Сега спомним уште еден тип на инконтиненција, најчест исто кај жена. Стресот е најчест, неговиот почести. Тоа е мешано постоење на двата типа. Значи, и на стрес инконтиненција, и Да, на ургентна да. инконтиненција. Тука доаѓа до израз тоа што го спочнавме на самиот почеток во нашиот разговор, дека позицијата и функцијата се нераскинливо врзани. Гледате што се дешава? Значи, свинтерната функција, пореметена поради диспозиционирање, да го наречам, и пореметена капацитетната функција или комплајенсот на мошниот меор, поради исто дислоцирање, во смисол на пореметена функција на автономниот систем што контролира. Тој систем стално контролира да функционира како резервоар и да се празни во адекватни хигиенски, социјално прифатливи услови, не и работни услови, кои што може да доведе. Оние жени кои што имаат промена на позицијата на мочиот меор, Да. се соочуваат ли со истиот проблем и со гениталните органи? О, Ќе да, биде ли многу често. спуштена и матката, вагината? Епа тоа е тоа сега што дојдовме до спајање на проблематиката од двата. Урогинекологија, Да, всушност. во суштина, да, тој е центарот на интересот, да го наречеме. Има уште еден момент. Кога е и позицијата е изгубена на мошниот меор, мошниот меор не се наоѓа на своја позиција и се наоѓа под нивото каде што е влезот во уретрата или во изводниот канал. За да испразни, мошниот меор прави контракција, таkozvana. Некош има пациентки што се жалат такви контракции, дури као болка го доживуваат. И стално до оној дел од мочниот меор што е испод нивото на влезот на изводниот канал, останува полн со мокрача, со урина. И тоа урината станува извор за бактериска инфекција и се чести тие цистити. Воспаленија на мочниот меор. Не третиран доволно, односно неизлечен цистит или залечен цистит, подобро кажано, е веќе предиспозиција за репетирање, односно за повторување на цистит. И сето тоа поради заостанувањето на урината по мокрењето, така? Да, Останува односно еден дел. тоа е индиректно поради губиток на позицијата. Разбирате, како да сврзани садови, имате еден излаз, а мочниот меор дошол под тој излаз. Тоа над тоа ќе се испразни во одводниот канал. Ама овој доле мокрача што е под одводниот канал нема да се испразни, пошто изводниот канал не се спушта паралелно со мочниот меор. Он станува фиксен во најголем број случаи. Професор, оние жени кои што имаат проблем со неволно испуштање урина, кога ќе се јават кај урогинеколог, какви испитувања треба да се направат? Дали со еден класичен гинеколошки вагинален преглед можете да процените дали истекува неконтролирано урина?
Може само да дајме индикација да направиме дополнителни испитувања, што ќе бидат по-строго насочени врз гинеколошки. Тоа значи да се испита карличното дно при прегледот, да се направат тестови, каде што ќе провоцира пациентката со едно волумен на урина околу 150 до 200 мл, или ако нема урина се става блага оцетна киселина во мочниот меур, за да тој има некој волумен и она се тера да провоцира кашлање, кивање и така. За време на прегледот е тоа? Да видиме дали тоа реално. Многу често пати пациентки кога доаѓаат на таков преглед, они се трудат да не дојде до истекување, а суштината се губи суштината на прегледот со тоа. И е најдобро да тоа биде реално и може да го изведеме тоа во лежачка положба или во стоечка положба. После, за да видиме кој степен на спуштање ставаме овој стик, како се вика стик на Македон, стапче едно со памук по каналот мочен, тенко стапче, нели, како ова за уши чистење, и ја тераме пациентата да напне. И тоа стапчето кога ставате вака, и како напиња она, тоа спуштање постои, она се подигнува. И онда гледате под која ягода. Тоа е многу добар тест, и еден тест, се вика Q-tip тест. Вака, ако го сретне некој во литература, Q-tip тест. И е многу така конклузивен. Онда треба да се видат параметрите на капацитетот на сфинктерната функција на карличното дно, што кај нас во нашава популација е доста слабо. Можам да ви кажам, значи културата на јачење на карличната мускулатура кај женската популација во другите култури се негува уште од младост, од девојче, младо девојче, и затоа ги пуштаат. Кај нас пробаа со балет, веројатно, јас колку што знам, ама у балет не е тоа, него најдрастично е што ги тера да вежбаат плес со карлицата, и го викаат трбушен плес. А стомачен танц? Стомачен танц, значи корисен за пелвичното дно. Ама од млада да почне. Од многу млада деца, затоа што тогаш може да го развие поедините делови. Видите, мускулите не се во една линија вака, па е тоа само, него имаат 2-3 влакна кои што се во групи подредени, и кога го правите тоа, ги развивате латерални или странични групи, или централни групи, или другите латерални групи од другата страна. И сето тоа е многу побрзано. Значи, блискиот исток и далечниот исток, културата на стомачни, карлични, така се вика тоа, да. Тренинг е помага всушност на закнување на мускулатурата на карличниот. Здравствено едуцираните луѓе си ги праќаат девојчињата тоа да го вежбаат и достигнуваат еден степен кој што многу поретко го има. Они се и под друга по конституција него што сме ние белата раса, што сме, и така да тоа им допринесува многу повеќе. Професоре, сега се нуди физикална терапија со магнетно поле за подобрување на мускулатурата на крличото дно. Дали е тоа ефикасно? Да, зашто да не? Тоа магнетот предизвика електромагнет, тоа е електромагнет, предизвика контракција, значи ги стимулира мускулите да вежбаат. Тоа вие ако не сакате вие сами да ги стегате, они ве предизвикуваат да ги стегате. Може да бидат почеток, да ви дадат на некој начин да влезете у некој тренинг и потоа сами да продолжат пациентите да го тоа вежбаат. Тие сеанси, околу 10 сеанси се закажуваат, тоа се изведуваат во 2 недели, или 2 пати по 5 работни дена, и она повеќе има ефект кај ургентната инконтиненција. Кај веќе манифестирана стрес инконтиненција, многу мал подобрување, односно, у суштина пациентката интересира да е сува, не интересира дали е мало или големо. Така. Ме разбирате, она сака да биде сосема решен проблемот. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент во денешната Тилма амбуланта. Емисијата Почитувани е контактни, слободно може да се јавите и да поставите прашање на темата на која што денеска говориме. Почнавме, професоре, за тоа како изгледа прегледот со кој што го детектирате проблемот. Барате ли од жената да прави дневник на мочниот меур? Во текот на неколку дена да бележи колку течност испила, каква течност пиела, колку епизоди на уринарна инконтиненција забележала? Тоа е добро да се прави, особено кај пациентки со ургентна инконтиненција, пошто ја ви спомнав, они доведуваат до намален капацитет на мочниот меур. И тој дневник што го водат имаат за задача да ги зголемуваат дистанците на празнење на мочниот меур. Значи временски да додаваат да постигнат на физиолошки капацитет. Тоа е многу важно за враќање во нормална функција. Така. Сега да се разбереме, многу е битно упорноста. Тоа е кај што сум работел надвор од нашава земја, има специјални
сестри за урогинекологија кои што ги едуцираат пациентите како тоа да го работат и они се собираат како во круг ке седнат и една со друга си раскажуваат која колку постигнала успех, не постигната, се вика мотивација, дискусии ги прават. Мотивацијата многу е тешко. Кога ќе го изгуби, дете кога ќе влезе идејата кај таква пациентка дека треба да го испразни, скоро неможно е да не го реализира тоа. Скоро неможно. Тој тренинг го прават они така. Сега само да ви кажам за ова што спомнавте за позицијата. Нели спомнавте за органите? Мешаната инконтиненција најчесто е пропратена со губење на позицијата на некои од гениталните органи. Значи, покрај мочниот меур, вагиналните зидови, посебно предниот вагинален зид и матката може да изгубат својата позиција. Избориме нели за пролапси, за спуштање на матката, спуштање на преден зид, на заден зид. Сето тоа исто така го ремети она што зборевме, доводот на кислород, на хранливи материи, на се што е потребно за нормалната функција. Имаме гледачи, ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната емисија. Го очекуваме прашањето. Добар ден. Ве слушаме одлично. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се дали сум јас на линија? Да, вие сте во програма. Да, ме интересира. Јас сум на возраст 69 години. Така. Јас имам проблем со уринарна инконтиненција. Би сакала професорот да ми каже зашто јас сум оперирана матка и јајници и сега имам проблем со уринарна инконтиненција. Ме интересира дали кога ќе се направи операција има подобрување или може нешто да биде ако не се оперирам што може да се појави. Така само да ве прашам дали матката и јајниците ви се отстранети? Да, отстранети имав карцином втор стадиум. Така. Да, со тоа се отстрани, а и од тогаш имате уринарна инконтиненција, претпоставувам, така? Да, имам точно. Добро. Се во поголема фаза. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, дали отстранувањето на јајниците и на матката, хистеректомија, ако не се лажам, се нарекува тој зафат, ќе доведе до уринарна инконтиненција? Сега, не знам дали забележувате, пациентката имала карцином втор степен, јас сега не кажа она дали имала и дополнителни третмани во смисол на радиотерапија, цитолошка терапија, али во ред ќе опфатиме двата момента. Значи, кога ќе се направи хистеректомија, ако се направи како што треба, со така наречено дорзокаудално позиционирање на вагиналната особина. Тоа е многу важно. Тоа за жал не го пише овие учебници за хирургија на гинекологијата. Тогаш се избегнува оската на силите во абдоминалната, односно во карличната шуплина. И тогаш може да се превенира во голема мерка диспозиционирање на мочниот меур. Често пати кога се прават оперативни интервенции, ако бил втор градус на карцином, веројатно ендометриален или не знам, веројатно, направена хистеректомија, покласична хистеректомија, не знам дали се вадени жлези, не се вадени, не беше спомнато, онда ако е останата во фокусот на делување, може да дојде до слабење на сфинктерната функција на мочниот меур, поради стални напрегања, пошто тој е центар на делување на фокусот на сите сили. Женската карлица е многу поширока од машката карлица. И сите сили во такви простори формираат фокуси. Централниот фокус паѓа баш на предниот зид на вагината и на мочниот меур. Тоа не е случајно така, има еволутивна компонента зашто е така. Сега не е предмет на наш разговор. И значи може да се работи за стрес инконтиненција и доколку е стрес инконтиненција, тоа се решава денеска, дојдовме до третман веќе, да го спомнеме. Многу едноставно со една метода која што се смета за златен стандард во тој третман. Значи нема операција со сечење на отварање на стомакот и сите такви работи, само трансвагинално со отвор од 5 до 7 мм се поставува една лендовидна структура која што ќе врши сфинктерната функција доколку се работи, збориме за стрес инконтиненција, тоа е еднодневна хоспитална третман. Може да се работи во случајот и за ургентна инконтиненција, доколку специјално имало радиотерапија спроведена. Зашто? Затоа што радиотерапијата која се спроведува опфаќа голем дел од зидовите на мочниот меур. И како реагираат малигните клетки, така реагираат уште полошо, односно позначајно. И здравите клетки, и оние губат квалитетот на функцијата, ја губат. Они па функционираат, ама губат квалитетот, особено во читање на импулсите од тој аутономниот систем, од системот што него контролираме. И доведува до така наречена ургентна инконтиненција. Би било добро пациентката да дојде да конкретизираме, да конкретизираме и тоа ќе биде решено. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден.
Добар ден. Ве слушаме и го очекуваме прашањето. Поздрав до докторот. Јас бев негова пациентка, дојка работеше на клиника. Ало? Така, ве слушаме одлично, така? Да, и барав термин, меѓутоа немаше, јас имав спуштена матка. Така да имав уште пред 5 години. Така да добив декувит и морав да отстранам, а го барав докторот, меѓутоа термин никак Така, каков ви е проблемот во моментот? И сега после операцијата, после вадењето на матката, еве 3 години, јас имам инконтиненција. Non-stop сусовлошки, non-stop пелени, ноќе, дење и така. И многу е непријатно, дали е опасно тоа и така. Иначе, сакав кај докторот да одам. Така, професорот во моментов работи во клиничката болница Жан Митрев, значи не работи на клиника. Професор, да немате некое подпрашање само во однос на состојбата? Па колку време е изваден матката само? Колку време ви е извадена матката? 3 години имав спуштена матка. Така, имавте спуштена матка, сега ви е извадена? Добив декубит, Само да ве прашам, дали ви е извадена матката? Да, извадена. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Па не кажа кога е извадена и добро, не е битно. Пред 3 години. Не е пресудно. А 3 години? Пред 3 години, да. Па добро. Пред 3. Добро, знаете кога била матката извадена и поради декубите, значи бил на значаен степен на спуштање и на вагиналниот зид. На самата матка се јавуваат декубити? Не, на вагиналниот зид. А, на вагиналниот зид. Да. Бидејќи излегува надвор од телото. Од влезот на вагината излегува и поради тоа што во контакт со околината, со вешот, трпи пресија, онда во таа позиција нема добра циркулација, нема добар довод ни на кислород, ни на хранливи материи, ткивото не се храни, умираат клетките и се прави рана еднакво на декубит. Епа, добро, тоа е решливо. Сега во ваков случај веројатно има пак некој спад на мочниот меур и слабост на сфинктерната функција, претпоставувам. Дека се работи за тоа или може да се работи во случајот и за мешан тип, која да има комбинација на ургентна и на стрес инконтиненција поради тоа што не знам колку време траела таа дислокација, односно тој пролапс на утерусот и функцијата невролошка ако се оштети, таа може да се подобри, ама никогаш не е 100% ренју. Регенеративна немаме 100%. Преминавме на на хируршките третмани, но јас би сакала да ве прашам и за нехируршките пристапи во третирањето на уринарната инконтиненција. Дали ка жената со промена на животниот стил, значи избегнување на одредена храна и пијалоци кои што ја иритираат мочниот меур или пак со губењето на телесната тежина, би можело да дојде до некакво подобрување? Се тоа што го рековте е важно. И е позитивно, делува брз инконтиненцијата, од било кој тип. Знаете, например, вишак телесна тежина, обезност. Што значи? Тоа значи дека најчесто локацијата на поголемата процент од тежината е во стомашно-карличниот дел. И во тој дел настанува стално тежина една. Пример, еве, земете, не знам, 10-12 кила некој бреќа со песок или нешто, забесите колку време може да го носите без да почувствувате тешкоти. Тоа го зголемува притисокот што се врши во натрешните структури. Обезноста има два момента. Имаме, вака народски кажано, имаме обезно масно ткиво кое што е надворешно, имаме обезно масно ткиво кое што не го гледаме, кое што е внатрешно, кое се распоредува меѓу внатрешните органи, во стомакот и во карлицата. Тоа внатрешното е многу поопасно од ова надвор што се гледа. Нели, кафено и бело, или како сакате се, тоа различни вие, али вака објаснето делува многу поедноставно ако сватиме дека надворешното допринесува, масно ткиво допринесува да структурите што се внатре меѓу органите со масно ткиво покриени трпат уште поголем притисок и вршат притисок врз мочниот меур и доаѓа до подобрување, односно до инконтиненција или ако се тоа намали до подобрување на инконтиненцијата. И друго нешто, може би многу често пати сте пример пациентки што имаат различни тумори на матката или на јајниците. И тие, ако се позиционирани, не е битно големината, него битно е позицијата, каде се наоѓа, на матката, да речеме, миоми, најчести заболувања, бенигни тумори,
Малечок е тој, има 3-4 сантима, може да се следи, ама ако се наоѓа на предниот зид, кој што притиска во смочниот меур, пациентката има инконтиненција. Тоа веќе е проблем, сериозен проблем. Професоре, ако се избегнува кафето, кофеинот, алкохолот, лутата храна, вештачките засладувачи, ќе има ли некое благо подобрување? Може, и особено за ургентната инконтиненција. Тоа е ургентната континенција. Најчесто, да. Ово другото сфинктерната функција нема да има ефект никаков, али за ургентната инконтиненција може. Јас и советувам на моите пациентки и покрај терапијата што ја добиваат, да после 17 часот не конзумираат кафе, темни чаеви и така. Тоа би било најдобро да го прават и онда терапијата има подобар ефект. А регулирањето на столицата, односно решавањето на проблемот со обстипацијата? Решавање на обстипација, значи празнење на цревата, тој таков напон што јас стално употребувам и челична жица да ставам, ќе се откачи затоа што ја морам да ја закачам на нешто. Ако не се скине жица, ќе се скине закаченото. Така? Значи, тоа е страшно и погодно да се реши не само заради проблемот на пролапси на генитални органи, заради инконтиненција, него општо за општото здравје, за што значи обстипација. Остаток на храна која што со своите токсини се ресорбира се уште во вашите црева. Така. Тоа е многу важно за генералното, за општото здравје е добро. Да кажеме за вагиналните прстени? Прстените. Да. Прстените, силиконски, гумени, има огромен различен тип на прстени, служат примарно за случаи кои што се иноперабилни. Значи, има заболувања каде што се иноперабилни за решавање, било на стрес инконтиненција, било на пролапс. Најчесто за пролапс збориме. Или служат за припрема за интервенцијата. Што значи тоа? Кога го аплицираме вагинално прстенот, така се вика, ние имаме услови кога горе-доле ја нормализираме позицијата на мочниот меур, на матката, на вагиналните зидови и овозможуваме добра циркулација. Овозможуваме подобар прирост на хранливи материи, на кислород и даваме обично некој крем кој што содржи блага количина на естроген, на женски хормон, да се тоа добро функционира и да стане витално, да стане операбилно. И тогаш се вади прстенот, се завршува операцијата и прстен веќе никош нема да треба. А жените го толерираат добро овој прстен или може да чувствуваат непријатност или пак да им се јавуваат инфекции? Да. Захтева добар третман, треба ригорозен третман за одржавање на вагинална хигиена. Тоа се прават испирања вагинални, ги подучуваме пациентките како да ги прават, практично секоја вечер би било идеално, секоја на 24 часа, или еве на 2 дена, на 48 часа вагинални испирања да се прават, затоа што тоа е странно тело и организмот реагира на странно тело со одбрана, односно со множење на вагиналната флора се пореметува и доаѓа до колпити тешки, до рани некојаш има. Јас сум имал пациент кој што имаше ураснат прстен, а 4 години не бил контролирана. А колку максимум може да се носи тој вагинален прстен? Има ли некакви временски ограничувања? Додека не сте спремни за интервенција или ако сте Значи тоа е преодна. Да, преодна фаза е обично, или ако не сте спремни за интервенција, онда со ригорозна контрола, односно со ригорозна хигиена. Професоре, а аплицирањето ботокс во мочниот меур? Тоа е, да, тоа е третман веќе као, значи, ургентната инконтиненција решаваме со парасимпатиколитици. Една палета на медикаменти имаме, сега има и нови, дури алфа-блокери може да употребиме. Тој крајен метод најчесто се употребува со обрезување на ботокс во зидот на мочниот меур, да кажам, во мускулатурна зид на мочниот меур. И тоа треба да даде релаксирање на истиот и да се намали количината на ургенција што ја прави. Да, тоа се применува поодамна, тоа е постар метод. И многу ретко кога овие медикаменти што ги имаме не дадат ефект доволен или се работи за некој воспаление од стилот на нетретирано воспаление, каде е настаната и морфолошка промена во самиот зид на мочниот меур, каде што не можат да делуваат. Ја ви реков дека треба да делува на некои рецептори. Сите медикаменти и хормони делуваат на рецептори. Ако нема, онда овој ботоксот доаѓа добро во самиот зид на мочниот меур. Да. Тоа е за ургентна инконтиненција. За ургентна? Да. Така, не за стрес? Не.
Никако, таму мора позицијата да се реши. Сега ги спомнавте медикаментите, значи има палета на лекови кои што може да помогнат повторно кај ургентната инконтиненција, нека стрес инконтиненцијата. Кај стрес инконтиненцијата, посебно втори и трет степен, не. Евентуално има 3 степена по јачина. Првиот степен кој што спаѓа во редот на повремени стрес инконтиненција и оказионални. Тука може нешкогаш да помогнат и тие кегелови вежби и физичка активност, не знам, пилатес, не знам што све би можело да допринесе да се тоа редуцира до степен да биде прифатливо. Али пак ја повторам, ако постои дислокација на органот, било да е генитален, било да е уринарен, односно мочниот миор, нема да биде ефектот долготраен. Ке биде треба многу вежба, многу време, ако треба се почне како превентива, не како третман. Од момент кога не постои никаков проблем. Зашто тоа е добро и за генералното здравје на жената да има добра кардична структура, добра мускулатура, зашто во последна пауза ќе обезбеди некоја стабилност. А кога станува збор за ургентната инконтиненција и лекувањето со лекови, дали лековите сами за себе ќе дадат ефект или пак е задолжително да се прави и тренинг на мочниот миор? Најубаво двете. Тоа е најубаво. Значи заедно? Да, тоа е најубаво. Најубаво, само што тренингот захтева доста упорност и така да биде водена пациентката. Знаете, кога се сам го траите, тоа многу... Како изгледа тренингот? Можете ли да ни дадете еден пример, еве, во текот на еден ден? Што би значило тренинг? Се испива одредена течност и не се празни потом мочниот миор? Жената се воздржува? Се труди да го зголеми дистанцата меѓу две уринирања, меѓу две мокрења. Да зголеми дистанцата, временската дистанца. Али тоа, кај права ургентна инконтиненција, тоа е многу тешко, сигурно. Тешко. Тешко да се издржи. Да, ја има пациенти што навечер по 3-4 пати на секој 2 сата. Значи, ургентната инконтиненција е присутна и во текот на денот и во текот на ноќта. Да, тоа е автономен систем што не го контролираме ние. После REM фаза, тие се првите сати по 2, во спиењето, веќе спаѓаме во друга фаза, на спиење, тие има фази на спиењето, како се одбива, и onda веќе автономниот систем може да даде знак дека време за празнење на време за празнење, што не е реално. А не е реален. А не е реален, да, затоа што не е излезено од контрола. Тоа дете тоа они функционираат како јен и јан. Значи како симпатикус тера да се контрахира мочниот миор да се празни, парасимпатикус вика дека не треба да се празни, да издржи уште за да добие добар волумен. Тие кои се пореметат доаѓа токму до тоа. Ќе вклучиме уште еден гледач. Ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јавам да прашам вака. Значи, јас на 26 години, после првото порадување, имав инконтиненција 3 месеци. Меѓутоа, кога велам инконтиненција, мислам на немање осет за мокрење, никаква информација до мозокот дека за потреба за мокрење. Јавам да прашам дали причина за тоа беше епидуралната анестезија или може би оваа стрес инконтиненција за која што зборувам. Да немате некое прашање, професора? Не, добре, јасно е тоа. Ви благодарам за вклучувањето во програм, пошто разбрав истекување неконтролирано на урина. Самата пациентка кажа 3 месеца траело тоа. Така. Тоа е последица на породувањето, затоа што голема компресија се врши врз сите структури до текот на породување. Сигурно било вагинално породувањето, пошто била перидурална аналгезија дадена. Тоа се дава за вагинално најчесто, мада може и за царски рез. Таа компресија доведува до пореметување на нервната функција. Ви реков и преска дека најспоро се опоравува и кај помлади може и во голем процент нервната функција да биде уравнотежена, да речам, балансирана, како све во животот. Тие два система бараат да бидат балансирани за да функционираат исправно. Пред малку ја споминавте хирургијата како најдоброто можеби решение за решавањето на проблемот со уринарната инконтиненција. Не секоја жена е кандидат за тоа, претпоставувам? Не. Стресната инконтиненција, втор, трет степен, да. Ургентната не. Ургентната не. Сега, има лапароскопски интервенции, што ги споминавте, значи се влегува низ ѕидот на вагината, ако не се лажам? Не, тоа не е лапароскопски, тоа е минимално инвазивна процедура, која што уште
малку инвазивна од лапароскопијата, зашто лапароскопијата бара да имате најмалку 3 до 4 отвори од по сантим и пол на стомашниот зид. А ова немате ништо на стомашниот зид. Едноставно, само на предниот зид на вагина се прави мал отвор 5 до 7 мм и се поставува една полипропиленска лентовидна структура која што доаѓа со своји носачи, специфични носачи. И тие се поставуваат на местото каде што ви бара сфинктерната функција да биде појачана. И практично пациентката добива трајно решение за сфинктерната функција, за стрес инконтиненцијата. Колка е успешноста на Над оваа 94%. Не постои, тоа ви кажав, метода која што се работи повеќе од 20 години во светот, имаше варијабли на истата метода и сега мислам дека се констатира, односно се етаблира на некој начин таа технологија што ја работиме и ние веќе над 2000 и повеќе такви интервенции направено само на мои пациенти, било тука, било надвор од Македонија. А дали може ваква интервенција се направи кај жена која што планира да роди? Да. Значи, ова интервенција нема никаков лимит после тоа. Водосна бременност, раѓањето ќе зависи од типот на завршување на бременоста, зависи од бременоста, не од оваа интервенција што била, ниту мене често ме прашува дали може да се слика на магнен тоа. Значи, све е дозволено и никакви лимити не постојат. Постои обезболување, постои интервенцијата која трае 10 на минути, 7 до 10 минути имам работа, али пациентката е малку поише усала, додека анестезиолозите ми ја спремаат. Утре дента ќе остане кај мене да се одмори, утрената сабајли и касно вечерта си ојдам. И решен проблем. Решен проблем секако. Сега. Тоа сакам да кажам нешто генерално. Вагиналната хирургија е благодетна за женската популација. Многу помалку травматична, од отворената хирургија, класичната хирургија. Што значи отварање на стомашниот зид. А ефикасноста каква е помеѓу онаа вагинална? Стално вагиналната е подобра. Секогаш подобра? Секогаш. Во сите структури на решавање, било да се работи за уринарна инконтиненција стресна, било да се работи за генито-уринарен пролапс, значи генито-уринарен, мочниот меур, бешиката, значи дали испаѓа матката, дали испаѓа вагината, често пати во задниот зид на вагината, кога тој пролабира, кога се спушта, идат структури кои што се дел од предниот зид на дебелото чрево. И се јавуваат и проблеми со процесот на дефекација. Значи сето тоа се повлекува. Да, значи ние викаме има склизен и несклизен пролапс. Тоа е веќе стручен дел, али што значи? Кога не е склизен пролапс, тоа како санта влече надоле, води грлото на матката најчесто и испаѓаат предниот зид, задниот зид, како ракавица превртена. А кога е склизен, може да се деси по спуштањето на матката, пошто бешиката е над предниот вагинален зид, само бешиката да се спушти доле. И тука треба многу внимателно да се тоа решава стално, степ бај степ. Професоре, кои оние жени кои што се јавила блага уринарна инконтиненција, да речеме стрес инконтиненција, прикивање, прикашлање, при некаков напор, да има неколку капки урина, да истечат. Дали тоа значи со сигурност дека проблемот ќе се влошува со текот на времето или може да остане на тоа? Со сигурност не. Најверојатно да, ама со сигурност не. Значи да ослабе, ако е веќе која зна да нема обстипација, да почне да вежба кегелови вежби. Здрав физички активност исто многу важно, нели, да одржава добра кардиоваскуларен фитнес индекс да има добар. Сите тие работи допринесуваат и за целокупното здравје. А треба ли да се употребуваат продукти за одржување на сувост, како што се влошките за еднократна употреба, за апсорбција на урината? Тоа се наметнува проблемот, зашто мокрачата има киселина, она ја разразнува кожата, онда често пациентите имаат надразување на кожата, која што го станува многу често пати доведува и до преметување на структурата на инервацијата во кожата, од ташта кожа на сите кои делови на дерматоми се викаат. Тие завршуваат благи нервни завршетоци кои што се скоро невидливи со голо око и тие ја губат својот епител, својот заштита ја губат, предизвикуваат воспаление, еритем. Има пациентки кои што се во возраст каде што доаѓаат со проблеми на променета структура на кожата, на вулвата и на околината.
по различни диагностики, сега да не е лихем склерозус и така натака, склеротични промени кои што настануваат, многу често пати затоа што урината ги разјадува тие структури тука и е многу непријатно. Може да мислите вие, посебно на ладно, ако сте мокри да мора да шетате и да седите. Исклучително непријатно. Исклучително. И сега два збора само за значењето на пролапсот на матката, би кажам. Најчесто е пропратен со некој пролапс помал или поколен на предниот или задниот вагинален зид. И тука улетува и бешиката стално. Кога го решавате тој пролапс, зависно од степенот, многу често праксата покажува дека телото, значи матката има грло, што е во вагината, врат кој што не го знаат луѓето, има тело. Многу често само грлото на матката и вратот се елонгираат, се издолжуваат и испаѓаат надвор заедно со дел од бешиката, или со поголем дел од бешиката, или со вагината и сето тоа. А целото се останува на своје место. И структурите за решавање треба да бидат на тие структури што се испаднати, не да се прави телото на матката да се вади. Доколку телото на своето место. Апсолутно. Нема потреба да се чепка тоа што е здраво. Зашто е тоа многу важно? Затоа што рековме дека структурите кои што го задржале телото на матката во своја позиција, додека овие другите изгубиле таа позиција, значи имаат добра структура која што држи, било да лежи, било да е закачено на нешто. И тоа не треба ние никогаш да го, за да извадите телото, морате да ги сечете. Ако ги сечете, вие никогаш не стварате нови и појаки структури на тоа што ќе остане. Напротив. Напротив. И затоа пракса, стварно покажа пракса со толку години работа, дека ако е телото на матката на добра позиција, но не го дирајте, не го валите, а на другото се да Само треба да се интервенира оној дел каде што е забележан пролапс. Точно. Професори, моето последно прашање во денешната телма амбуланта, дали жените се денеска похрабри да зборуваат за проблемот со неволното испуштање урина, бидејќи повозрастните во минатото едноставно молча, се срамеа и живеа со овој проблем. Јас се надевам дека токму оваа емисија допринесува многу за тоа. Ви имаме јавување во програмата. Да, и јавување имаше, да. Ја токму на тоа, затоа и ја правевме оваа емисија да допринесе повеќе. Па јас се надевам, да, дефинитивно. Дефинитивно има помак, еве ова е прв пат да спомнам дека има помак побар, али треба да се тоа одржи. Знаете, има ли возрастна граница до кога може да се направат овие интервенции? Не, имам 93 годишна пациентка оперира. Не. Ако е другиот систем дозволува анестезиолошко хируршки пристап. Затоа рековме има иноперабилни случаи, случаи кои што многу ретко, за жал, за среќа денеска тоа. Само да кажам два збора дека имав прилика да работам и надвор од Македонија. И конечно треба да сватиме дека се што може да се реши успешно. Тоа е многу важно. Успешно и второ што е важно трајно. Тие се две многу важни моменти за решавање, кој ќе се реши човек да го тоа реши, посебно кога се работи за хируршки пристап. Ама и за медикаментозен. Оти секој медикамент што го примаме е странно тело, стран материјал, странен токсин. Ако не сме сигурни дека има ефект, не би требало да го земаме. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за појаснувањата на оваа тема. Фала на вас, пријатно и се најубаво. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден. До гледање.